До 100.000 евра ќе може да добијат младите брачни парови кои ќе одлучат да се вратат на село. Ваква мерка планира владата со цел да ги заживее напуштените места во Македонија. Новиот закон за земјоделство и рурален развој е веќе објавен на ЕНЕР и до 28 мај ќе биде на увид на јавноста, а за 2 јуни е планирана и јавна расправа. Финансиската помош е планирано да им помогне за изградба или реконструкција на објекти, за купување земјоделска механизација, земјоделско земјиште или добиток, а главен услов да ја добијат оваа поддршка е да не се постари од 40 години, да се занимаваат со земјоделска дејност и да живеат во руралната средина во рамки на семејното земјоделско стопанство во наредните 10 години. Доколку младиот брачен пар не го исполни условот да живее и работи на село 10 години, ќе треба да го врати целиот износ на дадената поддршка. Финансиската поддршка изнесува 80% од вредноста на прифатливи и направени трошоци, најмногу до 6 милиони денари по брачен пар. Периодот на користење на поддршката е проектен циклус во траење од 3 последователни години. Поддршката се реализира преку одобрен деловен план од страна на агенцијата. Исто толку пари ќе може да добијат и младите на возраст до 40 години, кои ќе отворат бизнис поврзан со земјоделството или шумарството, а поддршка со 20.000 евра ќе добијат и млади земјоделци, кои ќе почнат земјоделска дејност, како и активни женски членови на земјоделско семејство и за развој на микропредпријатија, воведување иновативни практики и воведување нови економски дејности на село. Според Апостол Симевски од Државниот завод за статистика, мерката е добра, но финансиската помош сама по себе не е доволна. За да се убедат младите да се вратат на село, вели потребни се и други услови за живот. Како идеја поздравувам апсолутно, нешто навистина треба да се направи, да започне некаква ревитализација, особено на оние села кои што се целосно испразнети. Меѓутоа, однапред многу дилеми други се поставуваат. Најголемиот дел од овие рурални населени места имаат или лоша патна инфраструктура, дали имаат водовод обезбедено, одвод секако не. Ако станува збор за млади семејства, тие семејства имаат потреба или ќе имаат потреба за згрижување на деца, нивно образование и така натака. Значи не е само некакви стимулативни мерки за да некој се реши да живее во рурално населено место, туку треба да се исполнат многу други предуслови. Според последниот попис од 2021 година во земјава има околу 1800 населени места, но од нив 205 се целосно празни, 684 се со помалку од 100 жители, додека 218 населени места се со помалку од 10 жители.